Добро вечер, сум Васко Кефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна емисија за ова 2012 година, почитувани гледачи, и еве што сме ви подготвиле за вечерва. Во понеделникот ве сврли како стар куфер од собрањето, што понатаму? Понатаму ќе направиме се да се вратиме на голема врата во собранието. И како кој политички или полициски буџет? Политичко-полициски. Стојне Мисовски, сега сте технолошки вишок од кој ви сврли од парламентот. Како најголемиот олош во државата, така се однесуваше полицијата со нас. Што со вашата кандидатура за градоначалник на Скопје? Очигледно дека ако вака останат работите, нема да има локални во држава во која што е загрозена демократијата и уставот, најмалку битно е кој ќе биде градоначалник и не се зборува сега за асфалт и за тротоари. На 26 октомври Јане Макрадули беше промовиран во кандидат на Здружената македонска опозиција за иден градоначалник на градот Скопје. Како што сега стојат работите, веројатно опозицијата ќе ги бојкотира локалните избори и Јане Макрадули на некој начин ќе биде Јован Безења, кандидат за градоначалник на Скопје, на избори на кои веројатно нема да учествува македонската опозиција. Што понатаму во понеделникот ве сврли како стар куфер од собрањето, што понатаму? Понатаму ќе направиме се да се вратиме на голема врата во собранието. Таму каде што 370.000 граѓани рекоа дека треба да зборуваме во нивно име и кои што ни ја дадоа довербата да се бориме за нивните интереси. Колку што јас гледам, и овие ќе направат се, вие да не се вратите на голема врата во собранието, така што ќе имате една врата, а два интереси да се вратите на голема врата. Значи некој ќе се врати веројатно на мала врата. Не, некој ќе излезе на мала врата или бидејќи се покажа дека секојаш кога е густо во оваа држава, премиерот Груевски и ВМРО-ДПМН бега дури на друг континент кога сега покажа дека не бега, туку дека тепа. Тоа не видовме дека тоа е разликата. За жал ги злоупотреби своите партиско-полициски послушници со кои што сакам да ги дистанцирам од нормалните припадници на полицијата, за да се пресмета со легитимно избрани пратеници надвор од уставот и законите. Македонија, знаете, ВМРО историски како партија функционира на еден таков војничко-полициски начин. Значи, голем дел од членовите на историското ВМРО си биле членови на бугарското војно разузнавање. Сега ова е намешавина на едни бугарски структури и денешни херои на новата ДПМН. И одредени структури блиски на УДБА и на КОС. Значи, една полициско-војна организација. Вие на изборите лани видовте како функционира таа полициско-војна организација, сега видовте и практично во собрање како функционира. Па тие и во собрање обично кажуваат вие во СДСМ треба да си направите панорама. Не викаат да си измислите платформа или некоја друга. Не зборуваат за политика, туку за нив синонимот е панорама, односно каде што се тепа и се пресметува меѓу себе. Така тие ги разбираат работите и секогаш кога немаат аргументи како да се спротивстават на нашата политика, тие најлесно им е да применат сила. Тоа е им единствено ефикасно средство кој во моментот ги има во раце. Значи, тоа не може да испорача средство им и парите и затоа се економски резултати, значи веќе ние не го воспримаме како човек кој економски ќе прероди Македонија, не го воспримаме ни како човек кој ќе ги стави албанците во шише, меѓутоа единствено нешто кое му е сега останато да покаже енергичност и да покаже решителност. И тоа е покажал таа решителност и на тој начин веројатно испраќа порака према неопределените гласачи. Вие нема за кого да гласате, за кого да гласате, јас ќе победам на избори, а од друга страна испраќа порака према меѓународната заедница, што и да размислувате да ја рекомпонирате политичката сцена, јас можам да ви извадам толку и толку луѓе и брутално се борам за да останам на власт. И тоа е силна порака која тој ја испраќа, така како што испраќа. Да, но ниеден таков режим не успел да го победи народот и наша задача ќе биде како бројот на приврзаници кои што сме на улица да го зголемуваме од ден на ден. Бидејќи ќе се верувам и такви пораки добиваме, луѓето кои што ја сакаат ова Македонија, кои што сакаат да живеат во нормална држава, не можат да се помират со фактот дека луѓето за кои што гласале да бидат исфрлени со сила и со партиска полиција надвор од собранието.
Веројатно најдобрата изјава на сето оно што се дочуваше во понеделникот пред македонското собрание ја даде она симпатизерка на македонската власт која рече дека протестира пред македонското собрание да биде соборено владата, сегашната влада на Република Македонија и на власт да дојде владата на ВМРО ДПМ или на Никола Груевски. На тој начин де факто пред очите на македонската јавност се соочи и беше распространета целата таа манипулација која 7 години Никола Груевски прави со македонската јавност, де факто да е власт во Република Македонија, де факто во него раце да е целата власт во нашата држава, а да глуми дека опозиција и дека секој некој му пречи да ги оствари своите политики кои има вето на македонските гласачи. Па 7 години Груевски го убедува народот дека без разлика што се тие на власт, сепак Бранко Црвенковски ги влече конците. Па имал врски кај некој што треба да биде лустриран, па имал врски кај некои бизнисмени, па имал врски на друго место и практично некој друг ја води државата. Така албанците, така албанците и секогаш барајќи си алиби за своите неуспеси. И затоа нас од пропагандата ни се случува да приврзаник на ВМРО ДПМН бара да се симне владата за да дојде ДПМН на власт. Бидејќи таа од силната пропаганда на телевизија веројатно мисли дека и Бранко Црвенковски е премиер во овој момент. Може жената сгрешила и смета дека Лјупчо Георгиевски треба да дојде на власт. Може на па не знам, да, жена е професорка на факултет на во средно физкултурно во Штип, држеше мој плакат со мое име, значи дошла малку поспремна на митингот, ама очигледно не знаела зашо дојде. Видите, Македонија имаме два концепти кои левицата и десницата, опозицијата и власта 3 години ги спроведуваат во Македонија. По едниот концепт на ВМРО ДПМН се вложени многу пари, многу пиар, многу енергија, многу медиуми, многу телевизија, тоа е дека Бранко Црвенковски е транзицијски потрошен политичар. Вториот концепт по кој не е вложено многу пари, меѓутоа перманентно го туркавте, не со голем успех, дека Никола Груевски е македонска верзија на Слободан Милошевиќ. Тешко беше да се поверува во тој концепт. Знаете, оној мал, скромен човек кој работи 24/7, кој е посветен, кој не живее во вилата на Водно, живее, не знам, горе, Карши Бихачки, така натаму, не може да биде македонски Милошевиќ, пошто Милошевиќ е некој монструм кој има тенкови, кој има артилерија, кој има оружје, кој прави војни по Балканот. И одеднаш во понеделникот, прв пат на директна сцена се судире тие два концепти. Јас до понеделникот сметав дека концептот на ВМРО ДПМН ви го поразува вашиот концепт 8-2. Во понеделникот за прв пат во последните 7 години концептот на СДСМ дека Никола Груевски е Милошевиќ или македонска верзија на Милошевиќ победи на јавна сцена. И тоа по заслуга на Никола Груевски. Апсолутно. Го избраја најлошата варијанта. Она ја што сум го читал од политичката теорија вели дека било кој авторитарен режим треба да биде испровоциран да си го покаже вистинското лице. Никола Груевски си го покаже вистинското грдото лице, зборувам во политичка смисла да не бидам погрешно сватен, си го покажа вистинското грдо лице во понеделникот. Како концепт што сака да го спроведе тој авторитарен режим, кој што не може да издржи критика, кој што не може да се справи со силата на аргументите и мора да премине со вистинска употреба на сила, за жал злоупотребувајќи ги нашите сограѓани членови на вработени во Министерството за внатрешни работи. Знаете, што е парадоксот на целата ситуација во понеделникот? Значи, Никола Груевски перманентно, со многу пари, со многу енергија, работеше на една точка, тоа е да го испрати Бранко Црвенковски во политичка пензија. Бидејќи се плаши од него, знае реалната опасност. Во понеделникот, Никола Груевски го бетонираше Бранко Црвенковски на политичката сцена. Знаете, во понеделникот, Никола Груевски инвестираше карт бланш во останување на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ до тогаш кога Бранко Црвенковски сака да остане на чело на СДСМ. Па мислам дека и се разби, она што дополнително се случи во понеделникот е тоа дека се разби еден стереотип, а тоа е дека СДСМ е салонска партија или салонска опозиција и дека под еден и под два не е спремна да се жртвува во име на граѓаните. Тоа пратениците го направи уште од неделата, каде што први се спротиставија на сето ова што се сака да се направи со кршењето на уставот и на законите во заштита на демократијата. Значи се извинувам, во понеделникот. Од неделата кога отидовме, во понеделникот беше одбран човекот кој ќе го руши преку улица Никола Груевски. И човекот кој на снејот конгрес на СДСМ ќе добие мандат да го руши Никола Груевски, тоа е Бранко Црвенковски. Вие сте човек кој е 20 години во политика и вие свативте дека тоа така. Не, затоа зборувам, неколку стереотипи се скршија. Многу луѓе ќе се разочарани веројатно околу СДСМ и опозицијата, но боже мој, сега во животот имате добри и лоши моменти, имате радост и разочарување. Па тоа и господин Црвенковски го порача дека оваа борба
ја води до крај, до промена на режимот, односно до паѓањето на Никола Груевски. Доека мрда, доека диши, доека прета. Да. Ако можам да ја парафразирам. Таа Но порака. да бидеме она што е реалност и она што јас го почувствував, така мислат сите оние кои што беа на барикадите и сите ние кои што бевме внатре во собранието. Три години или повеќе од 3 години македонската опозиција упорно повторуваше дека Никола Груевски е македонскиот Слободан Милошевиќ и врз база на таа проценка ја градеше својата позиција да биде формиран македонски ДОС, одредена здружена македонска опозиција, која како по примерот на Србија би го струшила од политичката сцена Слободан Милошевиќ. Се до неодамна, се до понеделникот, веројатно дел од македонската јавност не веруваше во тие проценки и во тие анализи на македонската опозиција, дали после понеделничните настани Никола Груевски самиот инвестираше да биде доживон во делот на македонската опозициона јавност како македонска верзија на Слободан Милошевиќ. Ова власт одбира одредено сценарио веќе втор пат да го прави на еден сличен начин во еден исти временски тајминг. А1 телевизија пред 2 години, затварањето на Велија Рамковски беше пред католички Божик, тепањето беше на исти принцип кој што го правеа со вас, значи горе ви се смеат, комуницираат со вас, а доле, значи под појас се тепањата и удирањата. Направено значи пред католички Божик за да нема одредени реакции на странската меѓународна заедница, но на нивна жалење доаѓа една груба реакција на Твитер на Карл Билд или човекот кој во рамки на Брисел е одбран, но овие условно речено балкански играчи да им ги соопштува на најбрутален начин и на јазикот на кој тие ги разбират политичките пораки. Тој им го направи на Дачиш, тој им го прави на босанците, им го правеше на Хрватија, сега го направи Никола Груевски со порака во земја која сака да е членка на Европската унија, вакви работи не може да се толерират. Особено што Карл Билд е еден од најголемите лобисти на нама и за Македонија. Па го фалевме дека нели бил за нас. Апсолутно. На самитот пред една недела. Апсолутно. И ова е дополнителен товар на постапките на Никола Груевски, но Никола Груевски уште од 2006 година знае дека во Република Македонија не гласаат странците, знае дека не гласаат нити земјите членки на Европската унија, нити Соединетите американски држави и исклучиво работи со својот концепт како да придобие повеќе гласачи во Република Македонија без да се секира што ќе помислат странците или меѓународната заедница. Да, но странците може да извршат притисок на партијата која е формирана од НАТО 2001 година, тоа е партијата ДУИ, и таа одлука на странците и тоа влијание на странците може да биде пресудно за албанските политички партии. Тоа што е хендикеп на вашата политичка ситуација во понеделникот е тоа дека албанската опозиција, па дури ни албанска партија во власта, не реагираше на тој брутален начин на клоцање на демократијата надвор од македонското собрание. И ако сега нешто треба да правите, да ги издржите наредните 30 дена, да го издржите притисокот на странците, вие да попуштите, се вратите во парламентот, и ако тоа го издржите, тогаш веројатно една половина од работата сте завршиле. Па нема логика да се вратиме во место во кое што не само што не познавам веќе ни пратеници, ни колеги, туку за многу малце од нив можам да кажам дека се луѓе за да бидам дел од тоа друштво. Парламентот, овој парламент е завршена приказна по директна наредба на Никола Груевски, цело време му сметаше опозицијата, тој го реализира. Омразата во лицето на Трајко Велјановски и на Зоран Ставревски, што ја видов, е она што мене ми дава за право да имам дополнителни аргументи дека во парламентот не е местото, туку таму каде што посака е да бидеме на улица, од таму и ќе действуваме. Добро, колку време Црвенковски работи на ова сценарио, кој човек ги враќа наназад, сите потези кои тој ги има влечено, остава впечаток дека на ова сценарио има работено 1 или 2 години, па дури изборот на кандидати за градоначалници, кај што во еден голем дел се луѓето кои се пратеници во собранието, мене ми асоцира и ме алудира дека тој веќе долго време работи токму на тоа сценарио, а тоа е фактот дека ова власт и ваквиот режим тешко може да се собори на избори кои никош нема регуларни да ги организират, туку дека може да се направи преку улица. Колку време опозицијата работи на такво сценарио? И дали тоа од Господ паднато случајно сега? Па не, ништо не може да биде случајно. Е некоја стратегија, кој концепт што е разработувана, за жал власта одбра најлошо да се пресмета со тој концепт. Инаку демистификацијата на оваа власт и начинот на кој што ја практикува власта или колку е близок Никола Груевски до Милошевиќ, успеа да се постигне конечно во понеделникот. Некако пресконференциите не помагаја, дебатите во парламентот за жал не помагаја,
се покажа дека вистинското грдото лице го покажа кога најмногу го заболе со парите за да може да ги користи за избори. Ако Милошевиќ во македонски услови е груевски, кој што велите, и ако Милошевиќ паѓаше 10 години од власт, па дури 91-92 година ги извади тенковите на белградските улици, па 96 година не ги призна изборите кој победи Џинџич во Белград и така натаму, дали СДСМ е спремна на една долга борба за рушење нова власт на Никола Груевски како вон институционална опозиција, еден вид на политичка интифада во рамки на Република Македонија. Па апсолутно станува збор за маратон. Не е ова трка на 100 метри. Не очекува долга борба во која што дел по дел ќе го рушиме и митот, но и власта како механизам кој што постои во момент, власт која се темели на два столба, на пари и на сила и на притиск. Какви се шансите македонската опозиција или пратениците на македонската опозиција да ги вратат своите пратенички мандати како услов да бидат распишени предвремени избори во Република Македонија и дали тоа ќе биде клучниот залог на македонската опозиција да ја натера власта и да ја натера меѓународната заедница да посредува да бидат распишени во исто време и локални и предвремени парламентарни избори. Што очекувате? Што може да направат странците? Ако извршат притисок врз вас и врз Црвенковски, до каде може да издржите вие? Не на улица со Никола Груевски, туку под притисокот на странците. Никола Груевски 2004 година не попушти, 2005 година Трифун Костовски како лидер на тој референдум против територијалната организација стана градоначелник на Скопје, Никола Груевски стана 2006 година премиер. Спремни ли сте вие? Имате ли сила да издржите? Имаме и сила, и спремни сме, и решителни сме да одиме до крај. А тоа е предвремени парламентарни избори кои што треба да бидат организирани од техничка влада, од кои што ќе се со гаранции каде што мора да дојде до промена на власт. Имате ли капацитет да формирате техничка влада со помош на странците кои ќе спроведи предвремени парламентарни избори? Мислам дека во овој момент е многу рано тоа да се зборува или кој концепт или како ќе биде крајот. Во овој момент е најзначајно да фронтот што го започнавме прво опозицијски, потоа во парламентот, сега на улица да привлече што поголем број граѓани и народ кои што се спротивставуваат на ваквиот режим. Тоа само по себе ќе ги донеси следните чекори. Она што е најзначајно дека ние сме спремни да трчаме долг маратон и подготвени сме до крај да одиме во тој маратон. Што со вашата кандидатура за градоначелник на Скопје? Очигледно дека ако вака останат работите, нема да има локални во држава во која што е загрозена демократијата и уставот, најмалку битно е кој ќе биде градоначелник и не се зборува сега за асфалт и за тротоари. Инцидентите кои се случија во собрањето и надвор од Македонското собрање во понеделникот ја одбележа минатата недела, почитувани гледачи, а веројатно одбележа 2012 година. Сите тие настани ќе имаат длабоки реперкусии за случувањата 2013 година. Ние за почеток разговараме со Горан Мисевски, заменик претседателот на Комисијата за финансирање и буџет, односно комисијата кај што се водеше таа најжестока политичка битка околу неосвојувањето или усвојувањето на републичкиот буџет за 2013 година. Господине Мисовски, сега сте технолошки вишок од која ви сврли од парламентот. Не, сега сме и степан вишок. Значи сега сте тепани? Сега сме буквално онака баш машки, полициски, како што велат со полициски методи. Како најголемиот олош во државата. Така се однесуваше полицијата со нас. И гледам снимките од парламентот, господја Мираковска, значи која тоа сила се фати за на фотелјата, класична Титова школа. Се фати за фотелјата, не ја пушта, едва ја извлекува. Па, да ви кажам, таа снимка ја обиколи цела Македонија, сите околни земји, но одеше и на CNN. Знаете, оној момент кога Ставревски им наредува на оние божемно полицајци или не знам кои што све беа внатре присутни, како им вели, ајде вие продолжите си со операцијата и гледате да не остане во салата ниту еден пратеник. Не само колешката Мираковска, и јас ја почувствував силата на полицијата. И добро, како после ова ќе се вратите во парламентот? Никако. Како може да се вратите? Никако, нема шанси. Ако се вратите, вие ќе бидете политички погребани. Мислам, од политички аспект говорено. Од човечки аспект, како ќе може да се вратите тамо, кај што вашите колеги не могле да, како вас ве тепат и ве изфрлат како стари куфери на парламентот. Не само што гледаја, туку и аплаудира на целата акција. Замислите што ми се случи во еден момент.
кога бев на најбрутален начин избуткан од еден од тие гавазите што ги донесе Гордана, во моментот кога се обидов да се подигнам од патосот, тоа е нешто што ќе ми остане до крај запамтено во живот. Апсолутно го видов погледот на Гордана Јанкуловска. Стоеше со скрстени раце и буквално преку нејзиниот поглед ни ја праќаше по раката. И јас денес ќе ја реализирам желбата на Никола Груевски и ќе ви испотепам сите во парламентот. И јас денес, Гордана Јанкуловска, одлучив како жена да ги тепам жените. Ова говорам во контекст, бидејќи ме прашате за мојата колешка Сонја Мираковска. И нормално да е таков поглед. Што таа жена била пред да биде министар за внатрешни работи? Има каде да се врати? Има биографија пред да стане министар за внатрешни работи? Не. Тоа било еден бел лист на хартија. И тие луѓе, грчевито само се боре да си ги зачуват своите функции. Апсолутно се согласам. И да си зачуват своите кариери, бидејќи нивните кариери пред да дојдат на власт 2006 година биле бел лист на хартија. Тие луѓе се однесуваја во парламентот како да никогаш повеќе нема да живеат во Република Македонија. Како никогаш повеќе да не треба да не видат нас во парламентот на улица. И добро, ние како пријатели, како другари. Ние сите видовме што се случи во понеделникот. Што по вас беше стратегијата на власта, а што по вас беше стратегијата на опозицијата, кои се судрија тој понеделник на Скопските улици и внатре во парламентот? Или ќе се обидам накратко да ве вратам, бидејќи преседавав подолго време со Комисијата за финансирање и буџет. Вие сте новинар истражувач, снимките постојат од македонската телевизија. Во еден момент министерот Ставревски вели на говорница вака: точно е тоа, вие сте поелоквентни и пореторични од нашите пратеници, од пратениците од ВМРО ДПМН, и за мене беше јасно пратена пораката дека битката за буџетот ја губат. Им пречи тој медиум. Рајаните гледаат дека ова е расипнички буџет. Сценариото беше направено. Само требаше одлуката на извршниот комитет на ВМРО ДПМН преку, за жал, локалното секретарско партиско шефче Илија Димовски да му биде соопштена на председателот Трајко Вилјановски. За мене веќе Трајко Вилјановски не е председател. Сега го погази сопственото достоинство и дозволи неговите колеги, кои што повремено и пијат кафе со него, да подлегне на ова локално партиско шефче и да се спроведе одлуката да бидат испотепани на најбрутален начин пратениците во собранието. А зошто тоа го прави? Само за да се вози во блиндираниот Мерцедес и кога оди дома во Ѓорче Петров да му ги исклучуваат семафорите. Тоа ли е цената која што треба да плати македонската демократија? Според Горан Мисовски, најголемата жртва на сето оно што случуваше во македонскиот парламент не е ни Никола Груевски, не е ни македонскиот народ, не е ни македонската опозиција, туку тоа е председателот на собранието Трајко Вилјановски, кој според Горан Мисовски буквално го фрли во калта целиот свој углед кој го има градено во изминатите 20 или 30 години. Има две стратегии кои се спроведуваат паралелно во изминатите 3, 4 или 5 години. За едната стратегија стојат многу медиуми и стојат многу пари и стои многу пиар, а тоа е дека Бранко Цренковски е транзицијски политичар кој е потрошен во политиката и кој едноставно нема што да бара на таа политичка сцена. Втората стратегија која прави СДСМ, која вели Никола Груевски е опасен, има автократски манири на владење. И кога молчи е опасен, или така и дека е, да, тоа беше нели не на СДСМ, туку беше на овие луѓето кои се блиски на Груевски. Бил многу опасен кога молчел. Да, а видовме колку е опасен кога ќе даде налог да се тепат. Тоа беше во контекст на албанското знаме и прославата. И се извинувам што ве прекинувам. Не да. само што не истепа нас пратеници, тоа го направи против новинарите. Тоа е невидено нешто, не се случило досега во ниедна земја. Новинарите да бидат тепани на начин на кој што сега. И таа стратегија на СДСМ е дека Никола Груевски е македонска верзија на Слободан Милошевиќ. И таа стратегија реално тешко пораѓаше во јавност. Тешко можеше македонското граѓанство да свари дека можеби овој Никола Груевски така мал, наивен, искрен, работлив, трудолюбив, 24/7 и така натаму може да биде македонска верзија на лошиот Слободан Милошевиќ. Меѓутоа во понеделникот веќе како да се превртени работите. И од една стратегијата на СДСМ и на опозицијата дека Никола Груевски и Милошевиќ во однос на стратегијата на Груевски да се фрлат силни пари дека Црвенковски е потрошен политичар, почна да победува стратегијата на опозицијата. Знаете што, господине, апсолутно сте во право. Едноставно пукна премиерот Груевски. Не можеше повеќе да издржи. Тоа ние го говориме во континуитет неколку години. Начините на кои што тоа ја практицира,
политиката. Едноставно го соблече оделото, ја извади вратоврската, која што нели пред граѓаните му даваше еден лик на наевен и невин премиер, пукна, одлучи, рече денески ги тепам пратениците. Си го покажа вистинскиот лик. Практично се случи ВМРО ДПМН. Тоа е вистинскиот лик на внатрешната македонска револуционерна организација ДПМН. Па гледате што е на жената, ја со на Телма телевизија го видов. Зашто протестирате? Протестирам да падне оваа власт и на власт да дојде ВМРО ДПМН. Тие беа тие протестантите кои што требаше нели да бидат контра опозицијата. 7 години. Значи тој човек успеа да им каже на македонските граѓани или на неговите гласачи дека на власт не е ВМРО ДПМН, туку на власт е одредена влада на ВМРО ДПМН која е обструирана од сите можни белосветски надворешни и внатрешни непријатели. Тука паја и целата пиар стратегија на Никола Груевски. Залудно за овие 7 години се потрошени 70 милиони евра од буџетот. Значи и на неговите најблиски не успеал да ги убеди дека тој е премиерот. Вие да излезете како партиски послушни, кој што нели наводно треба да протестира против опозицијата, и да кажете, ама до толку да не биде подготвен, дека треба оваа власт да падне да дојде ВМРО ДПМН, значи цела пиар стратегија, сите 70 милиони евра паѓаат во вода. Гледате, Никола Груевски ми се чини дека и немаше маневарски простор било што друго да направи. Значи, него му штрајкуваат лекарите. Прв пат, во изминатите 6-7 години, тој е принуден да прави одредени компромиси со лекарите. Тој е човек кој тешко прави компромиси. Тој е човек кој тешко прифаќа нели диктати и уцени, па затоа немаме соработка на ниво на аранжман со ММФ и со Светска банка изминатите 7 години, бидејќи тоа го смета како диктат како да ги троши државните пари. Значи, одеднаш му штрајкува опозицијата, му правите проблеми со буџетот, му правите све. Значи, он немаше ниту еден друг избор, освен да покаже дека и понатаму е силен и енергичен политичар и ја држи состојбата под свој раце. Што он ќе испорача? Прво, ние не му правевме проблем за буџетот, туку имавме многу нормален човечки домакински предлог да заштедиме нешто во буџетот што може да се заштеди за да не ги задлужуваме идните генерации. Му правите проблем. Инаку тоа е погубна политика. Тука ќе падне, значи тој ќе падне на оваа политика. Националистичка, ќе ми простите, со многу елементи на одредени фашистички методи кои што некогаш нели во историја, за кои што некогаш во историјата нели сме читале преку различни примери. Да, видете пораката. Гледате што направи со лекарите. Гледате пораката. За да го значи тоа е очајнички потек. Значи, ама видите пораката господине Мисовски. Значи шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН, кој што во слободно време е и министер за здравство. Од како се случи овој брутален напад на полицијата во собранието, одлучува да си го погази се она што претходно беше како став на ВМРО ДПМН и како став на премиерот, дека со лекарите нема да разговара на теми кои што ги бараат лекарите. Видите, ова значи, почува да пука по шавови целата таја структура и онаа дисциплина на ВМРО ДПМН. Но видите, ова страшна изјава. Ако вака продолжи, Бранко Царенковски рискира да заврши ко Гадафи. Значи, прво, таа изјава можеме да анализираме политиколошки, а можеме да анализираме и психолошки. Политиколошки е тешко вие да може да прифатите дека може да заврши ко Гадафи некој кој е опозиција, обично власта заврши ко Гадафи. Но втората, ако ја анализираме психолошки, тоа е порака дека може да завршиш физички ко Гадафи. Да те растрнат одредени луѓе, да те тепаат да направат. Значи, стравична една порака која е пратена на дента на протестите во обраќањето до јавноста. Значи, порака на очејник. Јас така ја третирам. Опасна порака. Порака на очејник. Да, ама опасна порака. Па не очекувате ви од Груевски да прати некаква нормална порака? Па замислите кога лидерот на опозиција би завршил. Тоа е тој човекот кој што го подели општеството по сите сегменти. Како тоа ќе завршите вие како пратеници ако се буните? Па се може да очекувам. После онаја слика и она што го доживеа во собранието на Република Македонија, се може да очекувам. Што де факто се случуваше вечерта пред наредниот или понеделничниот ден, кога де факто македонската опозиција на клоци беше збркана од македонското собрање, Горан Мисовски ја раскажа својата верзија на тие настани. Што случува вечерта? Значи, вие во недела вечер имате информација дека владата го има усвоено буџетот, дека ДУИ гласал за тој буџет, значи освен ВМРО ДПМН, веќе и ДУИ гласа за тој буџет да биде усвоен во една скратена постапка. Значи, се до 1 или 2 дена пред неделата кога е усвоен тој нов буџет, ДУИ има одреден принципелен став дека треба да се почитува деловникот во собранието. И тоа го кажа Тала Џафери на тие координации што ги правите кај председател. Да, точно е. Што се случува вечерта, значи како ви одлучувате дека треба да влезете во собрание, да преспиете таму и да браните значи на предпоследната координација, веќе колегата Талат Џафери се обидуваше
да навести дека Дуи ќе даде. Кога е таа виза. претпоставена Тоа е координација? дента пред да се случи бруталниот упад од страна на полицијата во собранието. Тоа е неделата? Тоа е неделата, да. Ние дознавме од медиумите дека спротивно на деловникот претседателот го испратил предлогот буџет до владата. И затоа со колегата Макрадули, ќе ја пишуваме заедно историјата, нели, бевме сведоци на тие последни 20 минути на координација дента. Значи понеделникот. Понеделникот кога се случи бруталниот напад од страна на полицијата. Вие Макрадули сте на средба кај Трајко на средба кај Трајко Велјановски по упатена порака на СМС дека треба да присуствуваме на координација. Го прашаме претседателот Велјановски да ни го достави дописот како го испратил предлогот до владата. Говорам за предлог буџетот кога претседателот на Комисијата за финансирање буџет не го потпишал тој извештај. Значи Маријанчо Николов. Маријанчо Николов, ниту он, ниту јас како негов заменик. Дури и извештајот на законодавно-правната комисија, господја Благородна Дулич, и таја го нема потпишано извештајот, затоа што она одлично добро го познава деловникот, дека е тоа кривично дело, дека не смее да го направи. Едноставно, Трајко Велјановски ни одмавна со раката и ни рече, за мене процедурата за буџетот е завршена. Се одеше на сила. Одлучи така Никола Груевски, Трајко Велјановски да биде извршител, Горда Јанкуловска да ги пушти тие кои што ги пушти, за кои што не знам, некој од нив беа од собраниското обезбедување, ги познавам и јас лично, некој од нив претпоставам дека беа од личното обезбедување и на Јанкуловска и на Ставревски, но убеден сум дека некој од нив воопшто и не се припадници на шестата управа. Тие беа и најжестоки, да бидам искрен. Како после сите тие настани, македонските пратеници од редовите на македонската опозиција ќе може да помислат или ќе може да се осмела да се вратат во пратеничките клупи и дали тоа би значило одреден политички, човечки пораз на тие луѓе кои пред 4 дена беа буквално избркани од македонското собрање, подоцна се вратат или 2013 година се вратат во тоа политичко собрање и дали тоа не би значило нивно политичко погребување ако се одлучат на таков чекор. И што понатаму? Вие бевте истепани, бевте исклоцани и бевте исфрлени надвор од парламентот. Тешко дека можете човечки и политички да се убедите дека треба да се вратите назад во парламентот. Македонија горе-доле се движи или е веќе во една политичка криза. Од Европската унија и од американците доаѓаат одредени сигнали, доаѓаат одредени соопштенија, меѓутоа најдиректното соопштение или изјава на Карл Билд или човекот кој е одбран од страна на Брисел да ги соопштува на најгруп начин пораките кои се испраќаат до балкански држави, бидејќи реално човекот и најдобро не познава, нас беше представник во Босна. Се извинувам, човекот е тврд десничар. Па добро, беше премиер на десна влада во Шведска, министер за надворешни. Исклучително добро ги познава состојбите во Македонија и како десничар тој му испрати не можел да поверува дека може да се случи во една држава која што сака да биде полноправна членка на НАТО и на Европската унија, полицијата на сила, на брутален, крајно брутален начин, не цивилизацијски, не човечки, да ги исфрли и пратениците и новинарите. И добро, што после тоа? Ние веќе имаме еден влез во политичка криза. Опозицијата вели не ќе бидам искрен, ќе го добие тоа што го бараше. Ќе си ја добие улицата. Ние со народот, тој со полицијата. Добро, тоа сме го слушнали од Црвенковски, од сите други. Што тоа значи? Што тоа значи? Ако вие сте определувате за улицата, дали во еден момент на маса ќе дојде можеби можноста да поднесете оставки на вашите пратенички функции? Дали ќе барате предвремени избори? Дали ќе одите на предвремени локални избори со оваа влада? Бидејќи како што се сега ископани рововите помеѓу двете доминантни политички структури, тешко дека било која... Јас не се согласувам дека се ископани рововите. Тие ја закопаја и она најнормалната човечка димензија кај што и во најтешко време треба да се преговара. Добре, не можна за преговори, освен ако не се вклучи меѓународната заедница. Да бидам искрен, со Никола Груевски, своја влада на ВМРО, која што тепа пратеници новинари. Јас ни случајно, говорам лично моје мисли, ни случајно не би се сложил да идам на избори. Гледате, албанците се мирни. Ни на локални, ни на никакви предвремени парламенти, на никакви избори. Мисовски, гледате, албанците се мирни. Ви имавте 2007 година слична ситуација кога се тепа пратеници на ДУИ и пратеници на ДПА. Вие бевте во влада со ДПА,
И тогаш излеговте и гласавте за интерпелацијата против луѓето кои ги тепа пратениците на ДУИ. ДУИ е тотално мирна. Тоа е нормална демократска не се процедура. приклучува кон протестите на опозицијата. Значи, албанците како да се на некој начин воајери во целиот овој Јас сум процес. крајно разочаран од односот на ДУИ во целата оваа ситуација. Како ќе прекршите Замислете меѓународна заедница пратениците од без ДУИ? Замислете пратениците од ДУИ беа присутни во моментот кога се даде налог на сила да бидат отстранети и пратениците и новинарите. Влетува полиција наоружена до заби. И ДУИ молчи. ДУИ молчи. И што понатаму? Не знам, мислам стварно. И замислите, Не ми е јасно. еве теоретски да Во овој момент претпоставиме, на вистина не можам да ја дефинирам позицијата на еве, од човечки аспект да говорам. претпоставиме дека ДУИ ќе молчи, Политички од дека останата ДУИ ќе страна. молчи понатаму. Тоа значи дека американците не даде налог ДУИ да постави многу потврдо одредени демократски барања во рамки на Мислам владата дека со таа неколку- теза не држи. Не. Нема Мислите дека американците Нема, не јас може не да верувам останат дека равнодушни, равнодушни после ова? Не верувам дека нормален политичар во било која администрација, нека тој во Вашингтон, во Брисел, би подржал вакво насилие. Не верувам. Тогаш би си ги погазиле собствените демократски Би биделе принципи. значи некој вид на една тивка политичка интифада, така како можем, на еден перманентен граѓански отпор, одредена граѓанска непослушност, одредено протестирање, одредено повикување на неплаќање на давачки, одредено повикување да не се почитуваат одредени одлуки или институции на системот кои ги сметате за нелегитимни и така натаму. Значи една тивка политичка. Тоа е единствениот демократски метод кој што ни преостанува. На силата и полицијата која што ја контролира Никола Груевски да се спротивставиме со народот. Ако веќе правите споредби со Милошевиќ, Милошевиќ 91 година тенкови вадеше со гласот на Васил Тупурковски на белградските улици и ги спречуваше демонстрациите на Вук Драшковиќ. Па тоа го правеше 93-та и 95-та, 6-та година кога се изгуби изборите во Белград. Па тоа го правеше во време на НАТО бомбардирањето 99-та година. Па ги дури 2000-та година. Вие сте спремни толку долго да чекате овој, како што вие го велите македонски Милошевиќ, да падне? Историјата не учи дека никој не успеал со сила на народ да му се спротивстави. Таа историја ќе се повтори во Македонија. Никој овој народ македонски нема да може повеќе да го плаши понатаму. Мислите дека до тој степен радикализирано опозиционото расположение во јавноста и дека може да издржи секакви можни притисоци од Груевски? Па да бидам искрен, после оние снимки кои што на граѓаните може да ги видат дека може на пратеници и на новинари да им се случува тоа во парламент, па утре веројатно ќе може тоа да им се случува и дома, во нивните домови. Која е превентивата на народ? Да го спречи тоа. Тоа, таков тип на насилие, да спречи и дома да им се прелее. Значи во понеделникот Никола Груевски инвестираше во политичкото воскреснување на Бранко Црвенковски. Значи, во понеделникот Никола Груевски го повлече последниот очајнички потек. Сила да се спротивстави на волјата на народот. Тука нека да правиме пауза за реклами, се враќаме за неколку минути. После рекламите ќе може да го погледнете интервјуто со Јове Кекеновски. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација. 75 години искуство и традиција. 75 години непрекинат диалог со животот. 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Дали Нино? Биги Нино! Оди го танцај! За секои 3 рати, една Toyota гратис.
Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Јовеќе Кеновски е член на ВМРО ДПМН во период од 90 до 96 година, беше прв човек на ВМРО ДПМН во градот Скопје, денес пише одредени политички анализи, политички колумни, каде што во исто време ги критикува и власта и опозицијата. Ќе биде интересно во наредните 15 минути да го слушнеме мислењето и ставот на Јовеќе Кеновски по однос на тоа што во понеделникот се случи де факто пред Македонското собрање. Честито буџет, господине Кекеновски. Нека е со среќа. И каков овој политички или полициски буџет? Па, политичко-полициски. Вие рековте дека Груевски покажа енергичност и дека тоа е нешто што би можело да биде како заштитен знак на целата ова политичка операција што беше или полициска направена во понеделникот. Па да, јас во една моја изјава кажав дека видовме две страни кои што и едната и другата беа агресивни. Едната, таа агресивност, со агресивноста покаже и енергичност да се спроведе она што е замислено, а додека другата не успеа во незината намера и многу брзо се повлече. Значи, ако ја прифатиме тезата дека Груевски покажал енергичност, таа теза може да биде демантирана само со еден обичен пример, дека Груевски па попушти под штрајкот на лекарите. Значи, човекот кој ја гради својата кариера на економски реформатор, подосна човек кој ќе спаси името, на крај се сведе да може да испорача само тоа дека е енергичен. На тој начин, на некој начин да ги демотивира сите овие неопределени гласачи да гласат за другите. Но тој енергичен човек се договори исто така со докторите. Тоа покажува дека он не е спремен енергично да игра на повеќе фронта во исто време. Па јас не би ги мешал овие две работи од причина што сигурно дека докторите покажа прво спремност и покажа аргументи во делот на нивните барања. Тие аргументи беа подкрепени, колку што се сеќавам јас, и од експерти од странство, дека проектот не чини. Меѓутоа, овде се работи за нешто друго. Овде мислам дека се работи за една борба, која што борба ќе оди до истребување. Или едниот ќе се симне од власта, или другиот ќе дојде. И тука мислам дека се работи за повеќе за суета, како кај едниот политички лидер, така и кај другиот политички лидер, и едноставно да се покаже кој е кој во оваа држава. Во основа на една сцена се соочи или се конфронтира два концепти. Концептот на Никола Груевски да покаже решителност, дека човекот кој де факто не признава ниту една закана, ниту една уцена, дека може да збриси све што сака на политичката сцена во Република Македонија, дека не попушта пред притисоци и дека се уште е доволно силен да може кога сака и како сака да ја победува македонската опозиција. Вториот концепт е концептот на македонската опозиција, кој сакаше да каже дека во изминатите 7 години се буквално погребани сите демократски процеси во Република Македонија и во понеделникот на јавна сцена беа судирани токму тие два концепти. Според моето скромно мислење, почитувани гледачи, во понеделникот за прв пат во последните 7 години, македонската опозиција успеа да им наметне на македонските граѓани страв од политиката која води Никола Груевски, иако досега Никола Груевски беше горе-доле воспирман како човек кој многу скромно, многу честно, многу трудолюбиво се врши својата работа, веројатно после понеделникот целата таа слика ќе биде драматично измената. Јас мислам дека се работи за два концепти, за две стратегии, кои се прават перманентно изминатите 3 или 4 години. Во првата стратегија на ВМРО ДПМН е вложено многу пари, значи со многу реклами по телевизии, по медиуми и така натаму, тоа е дека Бранко Цренковски е транзицијски источен политичар. Втората стратегија која прави СДСМ е дека Никола Груевски е наш Слободан Милошевиќ.
И колку вие да сметате дека Груевски покажал енергичност во понеделникот? Јас мислам дека тој само ја потврди таа стратегија која СДСМ ја прави изминалите 3 или 4 години, дека Груевски и Милошевиќ на македонската политичка сцена. Бидејќи тоа што го покажа која енергичност можеби да вреди во Африка, можеби да вреди во Југоисточна Азија, но во земја кандидат за членство во Европска унија, таква енергичност се смета пандан на енергичноста на Милошевиќ, за жал. Па добро, јас не би одел до тој степен да го поистоветувам Груевски со Милошевиќ, од причина што кај нас политичките партии се всушност автократски политички партии и прва и последна е секогаш на лидера. Меѓутоа ни народот не го поистоветуваше Груевски со Милошевиќ. И веројатно беа многу тешки тие зборови на Црвенковски на СДСМ кои го патува кон Груевски до понеделникот. Но во понеделникот голем дел од народот почна да верува дека Груевски навистина се однесува кон Милошевиќ. Па не сум баш согласен во тоа. Факт е дека видовме поголема доза на агресивност. Факт е дека видовме во парламентот луѓе кои што по ниедна основа не смеат да ги пипнат, односно тие се таму да ги заштитат пратениците. Впрочем, јас не го делам ставот, не го делам тврдењето дека Трајко Велјановски бил нападнат. Мислам дека беше тоа една фина и изрежирана игра. Впрочем, Трајко Велјановски е само прв меѓу еднаквите. Впрочем, сите, ако некој се штити, требаше сите да бидат заштитени таму. Добро. И тоа, да ви кажам, не го оправдувам и тоа да со такви методи и опозицијата да ги фрла микрофоните, да ги гази микрофоните, да го спречува. Недостатокот на аргументи, недостатокот на зборови доведува до вакво агресивно однесување, како од едната, така и од другата страна. Мене ми се чини дека денес на маса имаме две ситуации. Првата ситуација е дека со ово што се случи во понеделникот, Црвенковски ја бетонираше својата лидерска позиција во СДСМ. Веќе тоа што СДСМ го говореше изминатите неколку месеци дека можна дојде одредена лидерска промена во врвот на партија, тоа што се спинуваше, тоа што се правеше, дека тоа сега веќе не држи вода, дека Црвенковски има тотално бетонирана својата политичка позиција во рамки на СДСМ, бидејќи во вакво време не време, кај што ќе треба веројатно преку улица да се води политичката борба, Црвенковски испраќа многу поголеми сигнали на енергичност и на можност да го порази Никола Груевски споредба со Шекеринска, кој нели со Зоран Заев и така натаму. Втората работа, Никола Груевски веројатно на маса остави својот главен аргумент и својата главна сила, а тоа е дека е енергичен. Меѓутоа, во еден момент кога ќе се доживе одредено кресчендо со една таква енергичност, тогаш веројатно прашањето на време како таа енергичност полека ќе се претвара во одредена загуба и одреден недостаток на политиката која води Груевски. Па јас во неколку наврати реков дека овие случувања се всушност пораз на демократијата, овие случувања всушност може да доведат до братоубиствена војна. Овие случувања покажа дека политичарите кај нас повеќе ја сакаат власта отколку самата држава. Покажа дека не им е свет националниот интерес. Тука едноставно и едните и другите имаат, јас лично гледам гола борба за власт. Едните да дојдат на власт, а другите да обстојат на власт. Па Грција сметаме за лулка на демократијата. И се до овој понеделник ние фалевме Грција како луѓето се тама енергични и се борат за своите политички, синдикални, социјални и секакви други права. Словенија сметавме во просторот на поранешна Југославија за најдемократска држава, па гледаме што се случува во Словенија. И таму никој не вели дека тоа е гола борба за власт, туку едноставно луѓето излагат и си бараат своите права и никој не вели дека таму стојат скрени непријатели, не прави алузии дека овој ќе заврши ке Гадафи. Мораме да ги имаме предвид и сите претходни случувања кои што се случува пред да се случи сето ова. Само да се навратам, ако сакате, во делот на вашата констатација за бетонирање на позицијата. Мислам дека во моментов е забетонирана позицијата на Бранко Црвенковски, меѓутоа до првите парламентарни избори, дали ќе бидат вонредни или редовни, тоа е друго прашање. И во тој случај, ако и на тие избори го доживее тој 7 или 8 пораспоред, јас не гледам како и понатаму била зацементирана таа негова позиција. Ве читам во интервјуата 7 или 8 пораз и тоа кажувате. И кога изброите кои ги на Социјалдемократскиот сојуз. Не, се извинувам. Кога изброите кои ги доживеал поразите, ќе видите дека поразите се повеќе доживеани од луѓето кои претендираат на тронот на Црвенковски, отколку од самиот Црвенковски. Значи, ако велите дека на тронот на Црвенковски претендира Шекерински, он има доживено пораз. Ако велите дека Бучковски, он има доживено или 2 порази. Ако велите Заев, он има исто доживено порази. Тоа значи дека луѓето кои претендираат
да може да го замена Црвенковски да живее исто политички ние не можеме да ги оспориме тие 330 или 340.000 гласа. 370. Значи не можеме да ги спориме. Факт е дека Бранко Црвенковски со доаѓањето на чело на Социјалдемократскиот сојуз можеби ја поврати довербата која што беше изгубена од претходните лидери на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа вие не можете да го абстрахирате Бранко. Факт е дека е порас 7 пати, односно 6 досега, а еве ги локалните избори, да не преюдицирам што ќе се случи. Значи факт е дека досега Социјалдемократскиот сојуз има 6 порази. Кекиновски, можеби сте управо, но вие живеете во општина Бутел и знаете дека во општина Бутел и во општина Газибаба има најголем број на 100 годишњаци по глава на жител во светски рамки. Веле дека постои 7 изборна единица, тоа е гробиштата Бутел, и дека ова власт всушност ги добива изборите токму преку таа 7 изборна единица. Кога ќе видите што се случуваше понеделник, седмата изборна единица влече корени уште 92-3 со 150.000 државјанства. Кога ќе седните да видите, па знаете, ако се тие 150.000 државјанства, Македонија веќе ќе требаше да има 3 милиони жители, а не да има 2 милиони и 100. Значи постојано таа некоја работа се кажа 150.000 државјанства. А вие заборавате дека 180.000 државјанства се поделени во Словенија, плюс значи некаде околу 50.000 кои се дојдени во меѓувреме, некаде околу 250.000 на луѓе кои се затегнати да живеат во Словенија во моментот на распаѓање на СФР. И тоа е джентлменски. Но да не влагаме во целата таа работа. Меѓутоа факт е дека таа бројка може ли само да ви вие во понеделникот кога ќе видите кој беше она страна на фронтот, ќе видите луѓе вработени во администрација, ромите на Бајрам Амди кои беа донесени и луѓето кои од улица беа како уличари, како бодибилдери, сега ставени во полицијата. И тоа е масата на Никола Груевски. Таа маса на Никола Груевски, вие ја финансирате со ваши даноци, ја финансирам со мои даноци, и таа маса на луѓе де факто го бранеше Груевски и неговата фамилија во понеделникот. И вие велите братоубиствена војна. Се согласувам, меѓутоа едно мораме да ни биде јасно. И едните и другите беа изманипулирани, и едните и другите дојдоа да ги бранат партиските и личните интереси пред се на лидерите на политичките партии. И едните и другите беа повикувани. Јас знам и ВМРО ДПМН како ги повикува, знам и Социјалдемократскиот сојуз како ги повикува. И жално е што тој народ таму не размислува со своја глава. Верувајте, тоа е најстрашно во Република Македонија. Ние, најголем дел од нив се заблудени во своите политички лидери. И тоа е страшно што се случува во Република Македонија. Колку и да сака да покаже одредена цврстина и решителност со типот на Путин во Русија, сепак Никола Груевски со одредени своји потези покажува дека денес е доста ранлив на политичката сцена. Фактот дека после тие силни штрајкови, негирање на штрајковите на докторите, тој седнува на иста маса со лекарите и бара пролонгирање на концептот за плаќање починок, покажува дека Никола Груевски денес е доста ранлив на политичката сцена и веројатно тоа е картата на која ќе игра македонската опозиција. Дали очекувате предвремени избори? Мислам дека не. Прво тест ќе бидат локалните избори. Како ќе излезе Црвенковски на локални избори, ако не се дадат предвремени избори? Па јас сум сигурен дека нема да ги бойкотира локалните избори, ќе излезат бидејќи имаат повеќе градови во кои што со оглед на кандидатурите кои што ги најави ВМРО ДПМН, јас гледам неколку во старт градови кои што би ги добил Социјалдемократскиот сојуз како резултат на лошата кадровска политика на ВМРО ДПМН во овој момент. Тешко ќе биде се вратат тие пратеници. 42 пратеници беа тепани и на мускули сврлени надвор од полицијата од парламентарната сала. Значи тешко ќе може да најдете политички изговор да ги вратите тие луѓе внатре во парламентот или тие да се вратат внатре во парламентот, бидејќи после тоа се политички мртви. Значи ваквата ситуација веројатно е основа како да биде замешана меѓународната заедница. Да, меѓутоа видите, мислам дека прво ниту времето не одговара за ваква граѓанска непослушност или под наводници ненаселен отпор ако биде, бидејќи се ни доаѓаат божични, нели ги имаме пред новогодишните празници, ги имаме божичните празници. Меѓутоа верувајте како ќе мине времето, така ќе спласнува еуфоријата, односно така и ќе спласнува желбата за одмазда кај социјалната. Еве и се да е така.
На 15 јаnuари се завршени сите празници, се завршени освен Водици. Да, до тогаш ќе бидат, мислам дека и распишени локални избори. И вие очекувате, не знам, дека еден Мисовски Горан, дека една Шекеринска, не знам кој беше тамо, овој што е пратеникот од Велес, дека тие ќе можат туку така да се вратат во парламентот, да седнат во истите клупи, да разговарат со истиот Трајко Велјановски. Видете, тие направиле и многу поголеми отстапки, така да мислам дека нема никаков проблем да се вратат доколку евентуално најдат некој заеднички договор. Мислам дека освен ако не се вмеша меѓународна заедница. Мислам јас го кажал тоа. Ако се вмеша меѓународна заедница, тогаш нема да бидат 100% исполнети барањата на Груевски. Ќе бидат 50% на Груевски, 50% на Цренковски. Обично така се решаваат проблемите. Тука се согласувам. Тогаш која е логиката на Цренковски да ги врати парламентарците во парламентарните клупи, да ги жртвува, да ги пушти низ вода, а да не добие ништо тоа што го бараше? Тогаш значи би било повторно кога се преговара со Груевски 100-0. Па јас не сум сигурен дека за брзо време ќе има воредни парламентарни избори. Значи, мислам дека ќе се случат локалните избори на кои што сакала или не сакала опозицијата ќе излезе со своји кандидати, па дури потоа можеме да говориме за евентуални воредни парламентарни избори. И тоа во оној момент кога ќе процени ВМРО да помине, кога ќе процени ДУИ, заедно кога ќе проценат дека е најдобар период за нив, тогаш ќе бидат распишени избори. Ја читавте изјавата на Карл Билд. Обично тој е човекот кој на овие балкански политичари кои не разбират дипломатски речник е одбран да им го каже на еден недипломатски начин тоа што треба да им го соопшти Европската унија или Европската унија, и тоа вели дека ова не личи на една земја која претендира да стане членка на Европската унија. Тоа е доста грубо. И ако сените да анализирате, видите дека пред 2 години кога сапшеше Велија Рамковски, ВМРО ДПМН истото тоа го правеше на католички Божик, играјќи на картата дека е католички Божик во Европската унија, дека нема Европската комисија, Европската унија да може промптно да реагира. Меѓутоа Карл Билд... Јас не сум размислувал за ова, навистина не сум, меѓутоа... Не исти ден беше апсен Велија Рамковски, кој беше направен упадот во парламентот. И да, меѓутоа ден како ден доаѓа, поминува, заминува и остануваат и други денови. Така да не сум сигурен дека е токму така, од причина што сите информации денеска доаѓаат многу брзо, што и да се случи без разлика дали е работен ден или неработен ден, сите информации брзо доаѓаат и повратните реакциите доаѓаат многу брзо. Меѓутоа до пред 15 дена за Европската унија и за одредените прозападни или западни сили беше владата на Република Македонија Никола Груевски и тамо некаде на маргините беше македонската опозиција. Во последните соопштенија велат двете страни, што значи дека веќе се влага во еден процес кај што во исто време се мерат тежините и силите на едната и на другата страна. Така, и јас токму тоа го забележав и во соопштението и на американците и во соопштението на Европската унија, каде што повикуваат на смирување на агресивните, односно да дојде до елиминирање, нели, до оневозможување или да не се случуваат такви агресивни постапки и действија како од едната, така и од другата страна. Што значи она што јас го говорам постојано, значи вината не можеме да ја бараме само кај еден, туку вината е и кај едниот и кај другиот. И оттаму најголеми виновници за мене се токму лидерите на политичките партии за сето ова што не се случи. Ако Груевски минатиот понеделник покаже кресчендо на својата одлучност, тоа кресчендо не може... Мислите дека е тоа врвот на... Што може друго да прави? Освен некој дуте по Костамбол, или да го запакува во вреќа, да го стави во кречи и да го закопа на Фрушка гора. Што може повеќе да направи? Не верувам апсолутно. Ние не сме африканска држава. Тој вели дека Бранко Цренковски ќе завршил ко Гадафи. Кажете каде еден опозиционен политичар може да заврши ко Гадафи? Еве го збори и во изјавата што ја дава за Сител, и во изјавите во говорот што беше во обраќањето до јавноста во понеделникот навечер и така натаму. Како може опозиционен политичар во демократска држава да заврши ко Гадафи? Јас не знам која е потребата на таков начин да се изразува тој анимозитет према свој колега, према политички противник. Значи, жално е што во Република Македонија дојде до тоа ниво да или јас ќе бидам или тој ќе биде. Мислам дека мора да се смени вокабуларот, односно мора со една подипломатска, подтивка, не така агресивна реторика да се настапува према својот политички противник. Тука некаде крајот на нашата емисија, погледнете ги рекламите, се враќаме по рекламите, да ја одјавиме емисијата и да ви посекам стрекни новогодишни празници. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес.
Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид, Скопје. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идали Нино! Биги Нино! Оди го Танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечера можете да проследите последната емисија за ова 2012 година. Наредната емисија ќе биде на 11 јануари во петок од 21 часот на Алсатем телевизија. На крајот од оваа година ви посакувам многу среќа, многу здравје, многу успех и многу подобра 2013 година. Не сум сигурен дека ќе биде баш така, дека 2013 година ќе биде толку добра, бидејќи се плашам дека врвот на политичката и економската криза во Република Македонија токму ке се струполи врз нашата држава текот на 2013 година. Би сакал да не сум во право, меѓутоа останете со здравје, имајте среќни празници и се гледаме на 11 јануари.